Всушност родителката спомна друга случка за нејзиното дете што го исмевале 4 девојчиња. Претходната вечер го повикале да играат жмурка, го оставиле во темницата во парк. Мајката го спомена тоа и плюс спомена дека нејзината ќерка кажала дека претходниот ден некое детенце во одделение го терале да бакнува вете школки. Тогаш дознав дека е моето дете. За мене не е нормална таква работилница. Две стручни лица да дозволат цело одделение, односно одредени субјекти од одделението да го нападнат детево. Значи напаѓаат дете што претходниот ден е жртва и го прават виновник. Автоматски детето му стана виновник за се. Истите деца што го нападна, им беше дозволено да го нападнат. Ако не пријавев јас после тоа во комисија за дискриминација, комисијата да не излезеше на терен, проблемот ќе останеше така. Родителите често се повлекуваат, се плашат. Не знам од што се плашат. Значи можеби системот во државава не е разработен добро, меѓутоа сепак има институции кои што се уште добро функционираат. Јас не велам дека познавам комисијата или дека кога дадов представката отидов со преку познат човек. Јас ја напишав на мејл представката. Можеби немав очекување, меѓутоа ете добив. Некаков исход добив.